Сметам дека е исклучително важно тоа што на овој 12-ти научен собир на српските фолклористи во Тршич има присутни од Македонија истражувачи, заради тоа што според кажувањата и на повозрастните научници ова соработка е намалена во последниве децении. Токму затоа покажувањето на врските помеѓу македонскиот и српскиот фолклор, истражувањата на фолклорните единици во двете земји, сметам дека е исклучително важно во надградувањето и продлабочувањето на понатамошната соработка и истражувања кои што би требало да се одржуваат не само во Србија, туку и во Македонија. Меѓународниот научен собир современа српска фолклористика 12, кој што се одржува во Тршич, во родното место на Вук Караџич во Република Србија. Овие 2 дена говориме за најразлични теми од областа на фолклористиката, антропологијата, културологијата. Мојата тема, односно темата за која што јас зборувам на овој научен собир е една паралела која што се однесува на еротскиот фолклор. Во контекст на обредната практика правам паралела помеѓу еротската фолклорна граѓа, која што почитуваниот Иван Котев ја издаде во книгата Играле моми по месечина, и исто така еротската фолклорна граѓа во книгата Црвени бан од Вук Караџич. Темата се однесува на оние обредни контексти кои што се среќаваат во рамки на еротската поезија, а биле премолчувани, биле потиснувани. Сега мојот пристап е строго научен во смисла да се направи паралела на еден концепт кој што има навистина длабоки архаични корени.